Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Фекална бактерија во мусаката и на 3 чешми, потврди анализата на ИАЗ. Само едно од децата имало норовирус, а стафилокока во нос пронајдена кај една од вработените. Лошата хигиена во училиштето главна причина за симптомите. Од понеделник парното поскапува за 5,9%. За 2 недели регулаторна ќе објави и цената на струјата. Вреди се уште бесконечен договор. Во понеделник Мицковски ќе ги објави имињата на новите министри. Работиме на обврските на уставни измени без диалог со Софија се невозможни, тврди министерот Муртезани. Над 120 загинати во пожарот во Хонг Конг. Повеќе од 200 станари од опожарениот комплекс се водат за исчезнати. А во тема на денот вечерва за странското мешање и манипулирање со информации ќе разговарам со професорката Весна Поповска од Војната академија. Останете со нас. Завршија анализите на Институтот за јавно здравје на земените мостри од училиштето Димо Хаджи Димов и заклучокот е дека лошата хигиена е виновна за симптомите кои ги имаа голем број ученици. Фекални бактерии биле најдени на 3 чешми во училиштето, 2 во училници и 1 во кујната. Истата бактерија е најдена и во мусаката. Попладне во Центарот за јавно здравје почна темелна дезинфекција во училиштето. Деталите ги има Тамара Дичевска. На 3 чешми во училиштето Димо Хаджи Димов е пронајдена фекална бактерија, 2 во училниците и 1 во кујната, а истата бактерија е пронајдена и во мусаката од кујната, која укажува на нехигиена. Кај една од вработените во кујната од бриз е пронајдена стафилокока, а кај едно дете е откриен норовирус. Норовирус е вирус кој се пренесува преку вода или храна заразена со фекалии и може да екзистира многу долго на работни површини. Сомневањата се дека токму овие извори ги предизвикале наглите и тешки симптоми кај голем број ученици од основното училиште, велат резултатите на Институтот за јавно здравје. Примероците од другата испитана храна која јаделе децата, млеко, мусли, круасан, како и водата, биле безбедни. Конечните анализи за водата ќе бидат готови утре, но досегашните анализи покажуваат дека водата е во ред за пиење. Се уште не можеме да заклучиме целосно што е, бидејќи се уште траат испитувањата, но до сега она што беше најдено, ви кажав, една од вработените има во носот стафилокока аурес, кој што исто така дава ваква симптоматологија. На 3 чешми е најдено од групата на ентеробактеријаце грам негативна бактерија, која што исто така дава вакви симптоми. Кај едно од децата засега е најдено норовирус, која што исто така дава ваква клиничка слика. На детската клиника пак има нови хоспитализирани деца. Некои се веќе отпуштени, а во моментов 4 ученици од ова училиште лежат на клиниката. Тие се во добра здравствена состојба. Досега во институтот има 30 пријави, од кои 29 се деца и една наставничка. Препораките на ИАЗ се оние кои имаат симптоми да не одат на училиште, а најавуваат и вонредна дезинфекција. Децата со симптоми да останат се уште дома, доколку има влошување на клиничката слика, да бидат јавени, да се јават и во Центарот за јавно здравје, но пред се кај нивните матични доктори, за да можат да бидат пратени на понатамошни исследувања. Од веќе добиените резултати би апелирале на зголемена хигиена во училиштето, да се набават нови дезинфициенси, нови сапуни. Во координација со Центарот за јавно здравје ние веќе зборувавме, постојат епидемиолошки индикации за вонредна дезинфекција во училиштето и тие веќе се подготвуваат екипата од Центарот за јавно здравје да изврши вонредна дезинфекција во училиштето тогаш кога ќе се создадат услови најбрзо што може. Претходно од водовод потврдија дека од земените примероци на вода и направените проверки водата е безбедна за пиење. Секторот за санитарна контрола зема 4 примероци од 2 локации, училница и кујна, од кои 2 за физичко-хемиска анализа и 2 за микробиолошка анализа. Од добиените резултати, сите примероци, физичко-хемиски и микробиолошки, одговараат на правилникот за барање за безбедност и квалитет на водата за пиење, при што констатираме дека водата во Димо Хаджи Димов во општината Карпош е санитарно исправна и истата може непречено да се употребува, велат во соопштението од Водовод. Синот на премиерот пак, кој е меѓу
децата со симптоми бил во добра здравствена состојба откако 3 дена примал инфузии. Ако денеска е веќе, пошто ме прашавте, денеска е веќе подобар и се надам дека од понеделник ќе се врати заедно со неговите другарчиња на нормално функционирање во училиште. Наставата во основното училиште Димо Хаџидимов и денеска тече непречено. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Агенцијата за храна и ветеринарство ги демантира изнесените наводи објавени во неколку интернет портали дека учениците сместени во средношколскиот интернат Здравко Цветковски во Скопје се хранат со оброци во кои има бубашваби. И при последната инспекцијска контрола, спроведена на 19 ноември годинава, врз основа на поднесена иницијатива од граѓанин за спроведување на вонреден инспекцијски надзор, не се констатирани недоследности, односно во кујната на интернатот, хигиенско-санитарната состојба била добра и не биле затекнати инсекти во објектот, како што било наведено во иницијативата, велат од АХВ. Со надзорот спроведен овој месец, утврдено е и дека вработените имаат уредни санитарни книшки и соодветно се спроведени мерки за дератизација, дезинсекција и дезинфекција. Операторот со храна води уредни записи за следливост на храната, соодветно чува контролни оброци и само иницијативно врши лабораториски анализи за микробиолошко тестирање на храна, работни површини и опрема за работа со кои прединспекцијските служби ја потврдува безбедноста, информираат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Од понеделник парното поскапува за 5,9%. За 2 недели регулаторна ќе ја објави и цената на струјата. Вреди се уште бесконечен договор. Во понеделник Мицковски ќе ги објави имињата на новите министри. Нова поскапа цена на парното ќе се пресметува од понеделник. За 5,9% поскапи сметки ќе имаат корисниците на СМ снабдување, а оние на енергетика и Скопје Север за речиси 8% повеќе. Од Регулаторната комисија за енергетика најавија нова цена на струјата за 2 недели. Мартин Арсов ги има деталите. Поскапува парното. Најголем број потрошувачи ќе добиваат за речиси 6% повисоки сметки. За домакинствата приклучени на СМ енергетика и Скопје Север, зголемувањето е околу 8%. Новите цени ќе важат од 1 декември. Првиот регулатор Бислимовски објаснува дека поскапувањето се прави за да се модернизира топловодната мрежа и да се намалат дефектите. Откако е почната оваа грејна сезона досега, до регулаторната комисија пристигнале на 26.000 поплаки. Единствена причина за зголемувањето на цената за топлинска енергија е потребата да се инвестира во оваа дистрибутивна мрежа. Мрежата е стара, негде од 60-тите години на минатиот век. Се менува многу сопственици. Конечно, од пред 2 години, 3 е дадена на управување на државна компанија. Таа државна компанија превзема обврска дека ќе инвестира во оваа мрежа со една единствена цел: овие поплаки во наредниот период да се намалат што е можно повеќе. Ова е второ поскапување на парното за една година, откако од 1 февруари сметките пораснаа за 5%. Наредната недела регулаторната комисија ќе донесе цена за пренос и дистрибуција на електрична енергија и за операторот на пазарот. Според најавите од Бислимовски, тука ќе нема поскапување. По ова Евана ќе треба да направи пресметка за крајната цена и да ја достави на увид во регулаторно. Премиерот Мицковски повторно нагласи дека владата и понатаму ќе ја субвенционира цената на струјата. Иако претходно како влада бевме критикувани и во самиот извештај од Европската унија, но и од дел од јавноста, дека еден од чекорите кои што се дел од планот за раст не го спроведуваме, а тоа е чекорот во кој што се предвидува либерализација на пазарот на електрична енергија со која што ќе се снабдуваат домакинствата. И ние јасно кажавме дека да, тој чекор нема да го примениме, затоа што ако го примениме, тогаш цената на електричната енергија нема да биде 62-65 евра, туку ќе биде повеќе од 100 евра за домакинствата. И тогаш вкупната цена за домакинствата ќе поскапе за дури фантастични 50%. На вчерашниот тендер Евана прифати за 5% поскапа струја од СМ. Новата цена ќе се применува од 1 јануари и ќе важи целата следна година. Мартин Арсов, Сител телевизија.
Директорката на Управата за јавни приходи информираше дека расте наплатата од даноци и придонеси. Таа уверува дека поврат на ДДВ за компаниите доцни само кај оние за кои се вршат дополнителни проверки. Расте наплатата од даноци и придонеси. До октомври собрани се 3 милиарди и 600 милиони евра по овај основ, што е за 250 милиони повеќе од истиот период лани. Ова е доказ дека економијата е стабилна и има добра даночна дисциплина, вели директорката на УЈП Петрова. Потврдање има кај данокот на личен доход и се должи на тоа што граѓаните не го пријавиле остварениот приход од игрите на среќа, но и на лицата кои работеле во странство и не платиле данок на заработените пари кога се вратиле дома. Доста активности кои што се однесуваат на собирање на неплатени обврски кај данокот на личен доход. Утврдивме определени состојби кои што се влечат од минатите години, каде што се створени некои тенденции на ненавремено пријавување и ненавремено плаќање на обврските. Тоа се пред се приредувачите на игри на среќа и приливите од странство, од даночевите приходи што граѓани на Република Македонија ги остваруваат од странство. Кај повратот на ДДВ за компаниите, Петрова вели дека нема застој, освен кај оние кои се проверуваат подетално. Таму проверките можат да траат подолго, над 9 месеци. Токму по овој основ, наплатени се на 60 милиони евра, бројка која е за 70% повисока од лани. Изречени се над 6000 глоби на прекршителите на законските одредби и имаме поднесено 61 кривична пријава за утврдени сомнежи за сторени противправни дела, преценели даночно затајување, каде што цениме дека е сторена материјална штета на буџетот од 13,9 милиони евра. За граѓаните пак кои скенираат фискални и се уште ги чекаат парите од поврат на ДДВ за третото тримесечје. Уверува дека до крајот на месецот ќе ги добијат. Заклучно со денеска, исплатени се скоро 9 милиони евра, а подготвени налози за исплата чекаат уште 6 милиони евра. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Преди се уште бесконечен договор. Во понеделник Мицковски ќе ги објави имињата на новите министри. Работиме на обврските, но уставни измени без диалог со Софија се невозможни, тврди министерот Муртезани. Партнерите од Вреди се уште немаат конечен договор за распределбата на министерските позиции. Сигурни се влезот на Сали и Хоџа во владата, но дали ќе има промени во Министерството за здравство засега станува непознато. Извори од Вреди за Сител велат дека се очекува конечен договор да има денеска, а имињата во понеделник премиерот ќе ги испрати во собранието. Беким Сали и Мухамед Хоџа се новите имиња во кабинетот на премиерот Мицковски. Ајде што се дефинуар Беким Сали да е заменски министер и па. Министери и екологист, да е Мухамед Хоџа, партиерат мани пресуса да им помогне. Бидејќи Мицковски не дава нов ресор, она што останува непознато е кој од министрите на Вреди кои сега се дел од владата ќе мора да си поднесе оставка. Имајќи предвид дека Сали веќе има искуство во Министерството за здравство, можно е местото да му го ослободи Азир Алиу, кој според неофицијалните информации би можел да биде нов директор на АЕК. За позицијата во здравство се уште во игра е и Башким Бакиу. Сепак имајќи предвид дека Сали доаѓа од редовите на партијата Алтернатива, а со партиец во владата му е министерот за европски прашања, оваа рокада се чини поверојатна. Во таков случај министерот за евроинтеграции би заминал како амбасадор во Брисел, но тој денеска немаше никакви информации. Во рамките на коалицијата Влен се уште се разговара за модалитетите на реконструкцијата, уште нема финален договор како ќе изгледа реконструкцијата, кој ќе замине, а кој ќе доаѓа во функцијата или дали некој ќе замине на одредена функција надвор од земјата. Така да во моментот можам да ви потврдам дека се работи на модалитетите, меѓутоа нема конкретно решение. Повеќе информации не сподели ниту премиерот, кој уште еднаш повтори дека бројот на ресори нема да се менува. Според информациите, списокот со нови министри премиерот во понеделник ќе му го испрати на собранието. Посериозна владина реконструкција би можела да се очекува на почетокот на наредната година, откако претходно ќе заврши и партискиот конгрес на ВМРО-ДПМН.
Александар Спасовски, Сител телевизија. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани потврдува дека владата работи на целосно исполнување на преземените обврски од Европската унија, но без диалог со Софија вели дека уставни измени не се возможни. Реализација на реформите и уставни измени денеска од него побара и министерката за европски прашања на Норвешка, која е во Скопје. На уставните измени мора да се работи како преземена обврска без која нема преговори и нема членство во Европската унија, но процесот нема да се спроведува додека не се воспостави диалог со Софија, вели министрот за европски прашања Орхан Муртезани. Ваквиот став доаѓа откако американската амбасадорка порача дека е 100% убедена дека се работи на менување на уставот. Секако дека на уставните измени мора да се работи. Тоа е превземена обврска без која нема отварање на преговори и нема членство во Европската унија. Меѓутоа, како што нагласив, во моментот не може ние да зборуваме за процес на уставни измени, кога сите тие наши грижи или дилеми не се соодветно адресирани. А за да бидат адресирани, треба се воспостави диалог, редовен, да се врати довербата помеѓу двете соседски земји, за да може на европски начин да градиме заедничка европска иднина. Последва со шведската колешка која во посета на Скопје. Муртезани порача дека процесот на проширување не треба да се базира на билатерални спорови, туку на систем на заслуги. Не одговори дали се подготвува трет протокол со Бугарија за надминување на спорот, откако председателката Силјановска Давкова го предложи тоа како креативно решение, но вели работот на воспоставување на диалог. Обврската за уставни измени и реформи денеска ја повтори министерката за европски прашања на Шведска која е во посета на Скопје. Како ќе бидат спроведени уставните измени, со нетрпение очекувам да ги започнеме формалните преговори за пристапување и во таа смисла ја поттикнувам Северна Македонија да ги протурка реформските напори со поддршката на Европската унија и земјите членки, реформите поврзани со владењето на правото, независноста и интегритетот на судството и спречувањето на корупцијата се од критично значење. Претходно премиерот најави дека по нова година ќе се интензивираат разговорите со официјална Софија за враќање на довербата, за да се надмине спорот и да се одблокира евроинтегративниот процес. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Потребен е интегриран национален механизам за одговор на странско мешање и манипулирање со информации. Ова е заклучокот од денешната конференција која ја организираше Институтот за комуникацијски студии. Странското мешање и манипулирање со информации представуваат сериозен ризик за демократијата, бидејќи имаат за цел да се подкопа довербата во институциите, да се наруши демократскиот процес и да се продлабочи поларизацијата во општеството. Хибридните закани не се победуваат со молк, туку со заедничка акција, порача премиерот Мицкоски, кој најави дека државата ќе изгради систем што ќе ги препознае, анализира и брзо ќе одговара. Дезинформацијските кампањи не се само медиумски, туку безбедносен проблем со стратешки последици, смета премиерот. Според него државата во последниот период направила одреден напредок, но системот се уште се соочува со недостиг од ресурси, недоволно обуки и слаба институционална меморија. Владата ќе отвори платформа за редовна соработка со истражувачки центри, универзитети, медиумски издруженија, граѓански организации и приватниот сектор. Овој проблем е премногу голем за да го носи само една институција. Македонија ќе гради систем, не импровизација. Нашата визија е јасна. Држава која ќе препознава рано, институции кои ќе реагираат брзо, службеници кои ќе постапуваат професионално, граѓани кои ќе препознаваат манипулации. The UK continues to believe that information manipulation, including the spread of disinformation, is not discourse. It's not part of a healthy democracy. It's a threat to democratic values. It's a threat to citizens being able to look at legitimate information, to be able to have, as part of democracy, an important discussion with their governments of the day, because this erodes. Странското мешање, дезинформациите и сајбер нападите ќе се случуваат се повеќе, бидејќи како држава членка на НАТО сме подложни на вакви закани, но важно е како институциите ќе се справат со истите, порача министерот за дигитална трансформација. Повеќе од 20 подзаконски акти со обврска на Министерството за дигитална трансформација, кои што значат вистинска операционализација на законот, што тој закон ќе значи во пракса, потоа следуваат стандардите, дел од стандардите за сертификација на сајбер професионалци и стандардите кои што се однесуваат на набавките во поглед на сајбер
кибербезбедноста, на кој што исто така многу амбициозно работиме, за да креираме систем кој што функционира. Сега законската основа ја имаме, следната фаза ни се операционализацијата и стандардите, фазата потоа ќе значи ролаут на сето ова и во приватниот сектор. Затоа е формиран тој совет за координација. Тоа е и целта, да врши координација меѓу службите. Второто, размена на податоци. Тоа што рековме, потребно е задолжително да се креира база на податоци за да може соодветно да се врши размена на податоци и да се овозможи брз и ефикасен одговор. На конференцијата која организираше ИКС во рамки на проектот Следење, откривање и разобличување на скриеното странско мешање и манипулирање со информации, поддржан од британската амбасада, беше представен документот за јавна политика кој е изработен во соработка со експерти од областа. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Еден од авторите на документот е вечерва гостин во тема на денот. Разговарам со професорката од Војната академија Весна Поповска. Професорка, добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Благодарам на поканата, секогаш ни е драго да разговараме со медиумите. Ги слушнавме овие детали од конференцијата која што организираше Институтот за комуникацијски студии, но може ли некако да ја приближиме темата до граѓаните и гледачите, да објасниме поедноставно што е тоа странско мешање и манипулирање со информации? Па јас ќе се потрудам, иако верувам дека нема едноставен начин да се даде одговор на оваа тема и овие прашања, не само кај нас, туку и генерално во светот, затоа што некои тактики се стари колку што е старо и човештвото и светот, но добиваат друга димензија во контекст на новата безбедносна архитектура. Како што напредува технологијата, како што напредува развојот во светот, во сите сфери, така за жал напредува и во овие малициозни актери, малициозни злоупотреби. Знам често да кажам дека вистината е новото бојно поле, дека наративите се алатките или оружјата кои се користат. Кога ова се случи? Ова е релативно нов термин, иако велам дека е попознато што од постари времења, во форма на пропаганда или во форма на некаква непријателска операција. Генерално хибридните закани како асиметрична закана се препознаени од стратешката команда на НАТО некаде 2012 чинам, не ме држите со сема за збор, а странското мешање или манипулација со информации се малку понови термини. Последните десетина години се актуализираат, започна пред се во делот на конфликтите што се случуваа во постсоветскиот блок. Естонија, Латвија во обидите практично да примаков својата доктрина ја оживее повторно. Некогаш беа само дезинформации, само во облик на некаква погрешна информација, лажна информација, информација која креира негативно мислење или која има за цел да направи некаков астротурфинг, да ги историра емотивните набои за да предизвика определена промена во јавното мислење. Но некојаш се исто така дел од кинетички операции, односно видовме што се случи со Украина, иако заканата од исток повеќе се гледаше како хибридна закана, видовме за жал и тешка масовна артилерија каква што не беше видена уште од Втората светска војна. Затоа има многу појавни облици. Некојаш треба да бидеме свесни дека се излоупотребени и самите тие, но во секој случај мора да станеме будни како граѓани и како институции и како академска заедница и пред се вие како новинари, за да успееме да дојдеме таму каде што е потребно, за да успееме да заштитиме и вистината и либералните вредности кои се повеќе се на удар во светот кој се менува. Сега ги споменавте медиумите и новинарите, ќе бидам малку самокритичен кон медиумите, но и да бидеме некако поблиску до нашите теми. Колку релациите Скопје-Софија и начинот на кој што медиумите во Македонија и во Бугарија информираат на темата може да се гледа како странско мешање и манипулирање со информации? Видете, за да дадеме проценка конкретно, тоа е работа на безбедносните служби, не е моја, јас сум сепак дел од академската заедница, но во секој случај, во секој ден контекст кај што има емотивен набој, има и простор за дезинформација и за странско штетно влијание. Медиумите се тие кои треба да извадат вистината и да препознаат што тоа е вистински наратив, а што тоа е нешто што е турирано со цел да предизвика определена поларизација или определена реакција кај јавноста. Затоа што знаете, тие се многу интересни. Наратив као наратив, некогаш е кажан со зла намера, некогаш е кажан без намера, некогаш се надоврзува, некогаш е трачарски ориентиран. Меѓутоа на крајот на денот добивате тоа сето се нагомила и добивате чудовиште кое не можете да го контролирате. И најчесто тоа е отелотворено во избраните институции како поединец кој е некаде упаднат. Како легитимен, условно кажано, представник на некое движење или политичка група или партија. И потоа веќе станува decision maker. Меѓутоа работи за некои други интереси. Сега, колку тоа се случува во светот или било каде, не е мојата процена повторна. Верувам дека темата на билатералните односи со Бугарија и со соседите генерално е болна тема или тешка тема во најмала рака за сите нас. И сега кога е емотивна тема, затоа што имаме споделена историја и би требало да имаме споделена и очекувано да има различни интереси во тој процес. Ако ги гледаме наративите кон државата
или во државата кои се појачуваат, и забележиме особено преку факт-чекинг алатките, дека тие се појачуваат за време на избори, пред време на сериозни прашања, пред време на некои меѓународни билатерални посети. Затоа треба и да сме свесни што тоа е вистинско, што тоа е, да речем, грасрут, кој би бил судитниот збор, значи дојден од коренот, а што тоа е наметнат. И затоа велам дека 70% од проблемите со дезинформациите може да ги реши квалитетно новинарство, но многу е потешко да имаме квалитетно новинарство, вие тоа подобро од мене го знаете, од повеќе причини. Особено што регулацијата во таа сфера е исто така специфична. Медиумите подлежат на саморегулација, затоа што постои опасност од цензура и од чилинг ефект. Златниот стандард е член 10 на Европската комисија за човекови права. Меѓутоа, како тоа во пракса се спроведува и како тоа во светот на дигиталните медиуми изгледа, вие го знаете и подобро од мене. Сега ќе го пренесам и амбасадорот на Велика Британија, кој што вели дезинформациите не бомбардираат и граѓаните и новинарите не можат да проценат што е легитимна дебата од пропаганда. Тоа тој ова денеска го порача на конференцијата на Институтот за комуникацијски студии, но Македонија е сериозен играч од аспект на ранливост. Членка е на НАТО алијансата. Како членка на НАТО, колку државните институции сериозно го таргетираат овој проблем? Што покажа вашата анализа? Анализата како таква, меѓу другото, произлегува и од представници на државните институции. Она што го препознавме, извештајот на 50 на страници, може да го погледнете на веб страната на Институтот за комуникацијски студии, затоа што практично они беа организатори на целиот овој процес и се работи за нивен проект, спонзориран повторно од британската амбасада. Ќе објаснам и зошто на британската амбасада веројатно е важно. Покажа дека институциите имаат свесност. Значи немаше човек што не знае или не чу што е дезинформација, што е хибридна закана, некогаш ги мешаат поимите, но ги знаат, свесни се за постоењето на проблемот. Значи има нека основна институционална инфраструктура, има и основна полиси или документарна, да ја речем, инфраструктура, затоа што има стратегија за справување со хибридна закана и отпорност, која истекува, која треба да се ажурира патем, но постои. Министерството за дигитална трансформација почна некои процеси други сериозни што се однесуваат на имплементација на низ директивите, што исто така е важно, затоа што овој проблем е многу широк. Не може да го реши една институција или еден поединец. И одговорност на сите, и на поединци, и на институции, и на државата во целост. Затоа мислам дека е многу вредно да се искористи тој инпут како човечки фактор, таа свесност да се надгради, затоа што постои свесност, но е многу диспропорционална или различна. Едноставно тие точки се поврзат во некој по-конкретен систем, повидлив, за да стане попрепознаен во општеството. Британија, односно Обединетото кралство, оваа година, јули 2025 година, донесе нов акт, направи измена законодавството, зашто? Затоа што шефот на безбедносната служба процени дека странското мешање е на закана по националната безбедност. И тие воведува нов систем на регистрација, дори што е малку и поостро, ќе се согласите со мене, како начин на реагирање, но ја препознаа заканата. Така што важно е препознавањето, важен е одговорот. Зошто? Затоа што јас верувам во безбедност која се базира на човекови права и затоа што многу е важно да либералниот периметар не дозволиме да се стесни во поглед на новите безбедносни побарувања на глобално ниво и да возможиме механизми кои ќе практично ќе ни го возможат либералниот периметар и слободата која живееме да имаат соодветни механизми, надзорни, транспарентни и едноставно да живееме безбедни во слободен свет колку што е таа можна. Да, сега споменав дека вие сте еден од авторите на овој документ за јавна политика кој што го издава Институтот за комуникацијски студии. Таму препорачувате дека е потребен интегриран национален механизам за одговор на странското мешање и манипулирање со информации. Како би требало да функционира тоа? Да, колегата Александар Грижев денеска даде прилично опсежно брифирање, можеби и го имате во материјалите погледнато. Дадовме 3 предвод модели, со тоа што нагласивме дека сите имаат предности и недостатоци и дека не се вечни како идеја. Оно што е важно е дека ниту една земја во светот, ние гледавме 17 или 18 национални системи, затоа што систем као систем дури нема да го препознаете како таков, многу е тешко да добиете податоци. И затоа оваа студија е пионерски, е многу важна и за регионот, но верувам дека и за поширокиот општествен контекст. Многу е важно да се препознаат актерите и да се придонесе за whole society approach или пристап на целото општество. Неколкуте модели што ги предлагаме, едниот е актуелен да се зајакне последичкиот систем, односно Советот за координација на безбедносните служби. Другиот механизам е да има посебно тело кој би било под влада.
Исто така може да има и некаков централен механизам кој би бил по некој од другите министерства што се надлежни, затоа што нема два исти системи. Балтичките држави на пример повеќе одат на систем на когнитивна отпорност, справување затоа што заканите се различни секаде. Тајван на пример има многу сериозна, иако не е нели репер во контекстот. Веројатно зависност од ситуацијата во која функционираат општества. Тајван има проблем со општества. Кина, реално, така што сите општества имаат некаков проблем, треба да си го најдеме нашето најсоодветно решение. Сега да го ставиме сето ова во еден глобален контекст, имаме активни воени конфликти во светски рамки, колку ова се користи во воени како воена цел? Апсолутно, скоро никогаш не доаѓаат сами по себе хибридните или асиметричните закани, дезинформацијските или манипулативните алатки сами. Туку одат во контекст на постигнување на други пошироки стратешки цели. И сега, веројатно најпознато на сите нас ни е она пишување на статии и креирање веб страници во Велес за изборната кампања на американскиот претседател Трамп во неговиот прв мандат. Дали сме ние некој примерок на кој што се посочува во учебниците? Па се надевам дека не, затоа што реално се уште нема конкретни учебници кои се занимаваат со конкретна математика, има чептери, има прирачници, има практикуми, но хибридните закани се уште се земаат во поширок контекст, во генерално асиметрични закани. ФИМИ, односно она што е СММ кај нас, е се уште релативно понова појава и да, Велес служи како дел од школските примери, но не е единствен и не е конечен. И не значи дека е нешто што или не е завалење, значи тоа е реалност, како да ви кажам. Моментот кај што реков дека веројатно сме поранливи, да, ама треба да сме свесни дека од една страна сме поранливи, од друга страна сме посилни, затоа што сме НАТО земја членка и затоа што го имаме заедничкото искуство. Од пред 2 години Македонија има свој представник и во центарот во Финска. Колегата беше денес заедно со нас на панелот. Така што оваа вмреженост, она што го прават и институциите наши, апсолутно е важна и апсолутно помага да се крене нивото на подготвеност или на резилиентност, затоа што ние нема да живееме во побезбеден свет за 5 години од сега, но мора да станеме порезилиентни или поотпорни како луѓе, како институции и како држава. Тоа се прави само со заеднички координиран пристап и со вклученост на сите актери. Тоа ни подразбира дека треба да чекаме некој да ни каже дека нешто треба да направиме, туку како граѓани, како медиуми, како актери да бидеме будни и свесни и да знаеме да ги препознаеме наративите кои не се искрени и да имаме медиумска писменост па да ги проверуваме изворите. Затоа и секогаш ги ценам медиумите кои функционираат. Да, токму тоа сакам да ве прашам за крај. Велите дека не е нешто ново, се користи одамна, меѓутоа се менува со менувањето на технологијата. Треба ли да очекуваме дека ова ќе стане се поприменувана алатка како цел за војување во иднина? Апсолутно, и ќе стане веројатно многу пострашно, затоа што вознемирачките технологии, вештачката интелигенција, можностите за копирање на глас, на видео и така натаму, даваат многу голем пристап на технологијата за злонамерни актери. Токму затоа и треба да бидеме посвесни и поподготвени колку што е можно, иако никогаш не може да бидете доволно спремни за одговор. Да, професор, ќе ви благодарам многу за убавите совети и за гостувањето вечера во Тема на ден. Ви благодарам. Што вели извештајот за дигитални права на БИРН, каде најмногу се прави економски криминал и дезинформации, како е во Македонија, во вечерните вести на Сител. Поранешниот економски директор на онкологија во судница денеска тврдеше дека мобилниот телефон iPhone кој му го пронашле на претрес случајно го нашол во килијата, па го искористил за комуникација со семејството. Раководителката на оделението за финансиско и шалтерско работење на онкологија тврдеше дека токму тој ја одзел надлежноста за изработка на налози кон добавувачите. Мобилен телефон пронашла полицијата при претрес на затворската ќелија на поранешниот економски директор на онкологија Нехат Нухи. Со оваа информација почна денешното судење за случајот онкологија, во кој поранешните директори Васев и Нухи се обвинети за незаконско раководење со клиниката и двајцата се во притвор. Нухи во судницата рече дека телефонот го пронашол во ќелијата и не бил негов. Не знам што погрешив за да ми упадне полиција во ќелијата, да се однесува недостоинствено и првпат во мојот живот да клекнам на колена. Телефонот не е мој, сум го нашол во ќелијата, го користев за некои апликации, зашто како човек треба да имам пристап до фамилијата. Судењето продолжи со сведочење на раководителка на одделението за финансиско и шалтерско работење на клиниката. Рече дека обвинетиот Нухи и ја одзел надлежноста да изготвува налози кон добавувачите. Васев одбивал да бара повеќе пари од Фондот за здравствено осигурување, па клиниката нанижала долгови.
Според одбраната, сведокот имал конфликт на интереси, бидејќи нејзиниот сопруг бил вработен во една од веледрогериите и била незадоволна што повеќе не може да влијае кој добавувач да добива пари од клиниката. И сега таа иста колешка на доктор Васев, некогашна, зборува во истрагата се најлошо за лични работи, дека земал пари од пациенти, дека ги бирал пациентите, дека бил нехуман према пациентите, значи незини лични согледувања очигледно од некакви лоши емоции према тој човек, заради тоа што била прераспоредена на друго работно место. Според обвинението, Васев и Нухи го оштетиле државниот буџет за 36 милиони евра. Одговараат за незаконска набавка и присвојување лекови од клиниката за онкологија. Зоран Јаневски, Сител телевизија.